Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Ово видео го снимам на 31. октомври, Халоуин, задушница или ноќ на богот Велес, како што ние сме го славеле порано. И би сакал да направам тука споредби и да раскажем за предхристијанските времиња, односно како ние сме го славеле овој ден или оваа Велесова ноќ. Нашите предци, зборувам за предхристијанските времиња, тие верувале во три света: јав светот, нав светот и прав светот. Јав светот е светот во кој што ние живееме. Нав светот е светот во кој што одиме потоа. И потоа од нав светот преминуваме во прав светот или напредуваме. Сето тоа они го правеле на некој вид на скалила. Значи, за да преминеш од јав во нав светот, треба само физички телото го напуштиш, меѓутоа за да преминеш од нав во прав светот, треба твојата душа да ти порасне, односно да научиш многу работи. И така, помеѓу овој наш јав и нав свет, има така наречена граница, која што, или бариера, која што ја чува, или порта, која што ја чува затворена Велес, односно богот Велес. И богот Велес на оваа ноќ ги отвара тие порти и им овозможува на душите од нав светот да дојдат во јав светот, односно да не посетат. И токму затоа на оваа Велесова ноќ или Халоуин се остава светло надвор, за да може душите да го најдат патот до нашите куќи. Или да можат нашите предци да не посетат. На оваа ноќ, освен што се оставало светло запалено надвор, свеќа во давнешни времиња, се палело и оган. Оганот како символика на прочистување, ние сме палеле оган на ова вечер, сме го прескокнувале, сме пееле околу оганот и сме го славеле доаѓањето на нашите предци или на душите на нашите предци. Ние секако сме оставале благо и храна за нив. И секако светло, за да може да си го пронајдат патот. Тоа се тие предхристијански верувања. Во христијанството сега се слави задушница, мислам се вика, што е до некаде слично и не го разбирам сето тоа плукање по западниот Халоуин. Ние имаме повеќе сличности со Халоуин отколку со ова сега што се слави, нели? Меѓутоа тоа сепак е чувство на човекот и избор. На оваа ноќ нашите предци, Велесова ноќ, и исто така го испраќале богот Велес и посекувале добре дојде на божицата Морана, односно божицата која што во наредниот период ќе владее, односно божицата на зимата. Така да нашите предци символично ги одбележувале овие премини. Исто така, нели, се случува, сега почиња и ерата на Шкорпијата, во хороскоп, мислам, не сум многу добар во хороскоп. Меѓутоа, се на се овој ден означува поврзување со нашите предци, повикување на нивните души, посекување добре дојде помеѓу нас, барање помош од нив,
и секако споделување со нив, значи убаво е на овој ден да се спомне за нашите предци, да се раскаже некоја случка, да им се посака добре дојде и секако да се побара помош доколку си има потреба од тоа. За жал, овие предхристијански наши традиции се замрени, нели поклопени се од абрахамските религии, од новата религија која што е дојдена, и таа е реалноста во која што живееме, меѓутоа секогаш, никогаш не е на одмет да се подсетиме на нашите стари верувања, да ги одржиме во живот на некој начин, затоа што христијанството како нова религија има свое големо влијание на овој свет, меѓутоа јадници години пред тоа родоверието имало големо влијание на овој свет, и тоа се циклуси кои што се менуваат. И Халоуин, Задушница или Велесовата ноќ во суштина слават едно исто, а тоа е сеќавањето на нашите предци или на душите на нашите предци. Како што кажав, нашите предци верувале дека душата го напушта ова тело и од овој јав свет преминува во нав свет, кај што го ја пречекуваат душите на другите наши предци. И токму на оваа ноќ Богот Велес ги отвара вратите и им овозможува на тие души да пристигнат на овој јав свет. И така, тоа се прави, значи запалете огин, прочистете се ако сте у можност, ако не оставете светло запалено, посакајте им добро дојде на вашите предци, на нашите предци, подсетете се на нешто, на некои нивни случки со нив. Тоа секогаш е добро, секогаш е интересно и кажете како се осеќате после тоа. На крајот од денот сепак нашето чувство е важно, дали ние се осеќаме поврзани со душите на нашите предци. Јас секако се осеќам поврзан најлеќе кога сум покрај огин. Христијанството го критикувам заради тие турбофолк забави што ги прави, нели они ги критикуваат западните Халоуин, меѓутоа ако ќе видиш како они слават со турбофолки, со мрсноти и така натаму. Меѓутоа тоа е сепак избор и пат на секој поединец. Јас најубаво се осеќам покрај оган на овие денови и често палам оган. Оганот, како што знаете, е прогнат од нашиот свет. Го прогнаа некои виши сили поради токму таа способност што има да не чисти. Јас во секоја можна прилика палам оган и се прочистувам, посебно на овој ден, на Велесовиот ден или Велесовата ноќ, Задушница или Халоуин. Се исто, важно е ние како се осеќаме и на што даваме енергија и во што веруваме, и најважно од се да не потпаднеме на тоа негативно влијание, затоа што ако може да приметите, секој празник веќе се поврзува со некоја негативност, за разлика од порано празниците или овие денови биле секогаш проследени со позитивност, се играло, се пеело покрај огин, се славел животот, се славело дури и доаѓањето на морана, божицата на зимата. И во денешно време се повеќе се гледаат негативностите на овие празници, а се помалку позитивностите. Затоа јас повикувам секој да си слави на свој начин, меѓутоа на крајот од денот да не заборави да шири љубов и позитивност, затоа што тоа е суштината на сите празници. Како сакате наречете ги, и само така тие ќе имаат позитивен ефект. Не е важно толку како го славите на крајот на краиштата, туку каква енергија испуштате и што оставате во етерот. Мојот начин на славење е пред оган, во природа, каде што јас се осеќам убаво и се осеќам добредојдено. Вашиот начин е
можеби облекување во костими, палење светла и така натаму, можеби одење во црква. Меѓутоа, да не забораваме на крајот од денот дека енергијата што ја испуштаме е важна и да оставиме простор секој да се изрази на свој начин и да си верува во тоа што сака и во тоа што го осеќа. Јас осеќам длабока поврзано со нашите предци, а јас се трудам да го истражувам тоа родоверие и најчесто празниците ги славам на нашиот родоверен начин. Како што кажав, ние сме илјадници години родоверци, краток период сме христијани, уште пократок период сме западњаци. Така да кога ќе соберам се на се, тоа е мојот пат, таму се пронаоѓам, таму наоѓам енергија, меѓутоа на крајот од денот сите сме гости на овој свет и да ги искористиме овие празници за позитивност, за убаво, да се подсетиме на нашите предци, да им посакаме добре дојде на нивните души и да го испратиме овој период и да му посакаме добре дојде на новиот период кој што доаѓа. Ви благодарам што ме слушавте, што бевте со мене во уште едно моје видео. Се надевам ќе научите нешто, како што секогаш ви кажувам, коментирајте слободно, споделувајте ваши размислувања, тука сме да се надградуваме и да се прифаќаме секако. А ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.